Рамадан. Маслов. Бисердовски. Крайне го е Нацев. Бетири и Николаевски. Бетири. Dobro го прави той 1:0. 1:0 Бисердовски. Бисердовски во 42-та минута по изводен центаршут на Бетири го постигнува водството незадоволство на сърцерите кои еве ги на спортивната трибина од мајмуните и водство од 1:0. Добра акција, нешто што често пати се гледа на терените кои играат фудбалерите на Слога и го магнат, акција на најдобрите навални фудбалери на тандемот што и меѓу незаслужите за повторување на шампионската титула. 42 минута Бисердовски ја доведува екипата на Слога и го магнат во водство од 1:0. Абас Цитираше прекрасно. 4:2. Тоа е нашиот во моментот во лигата играч број 9 и голгетер Арджен Бетири. Висобника дури и симпатизерите на Победа во овој момент цитира многу прекрасен потек на овој неодбранет удар на Арджен Бетири. Тоа е негов четврти гол во 9-тиот натпревар на македонскиот фудбалски клуб, а момент што треба да се погледи следнаш. Погледнете, не размислуваше, малку му требаше да ги покажи следнаш своите голгетерски квалитети. 55-та минута Бетири и 2:0. Бетири Мазнов го гледате Закирија Рамадан, продолжува акцијата инаку на Победа, Бегарови шутираше во гредата и гол. Бетири 3:0. Бетири и 3:0. Она што не успеа Бегановиќ, тоа го направи, да погледнеме, одбиената топка од гредата на голот на Груевски. Бетири ефектно ја сместува во мрежата и тоа е 3:0. 21 минута. 56-та од надпреварното втор гол на Бетири. 3:0. Шампионот на нашата држава може би до крајот ќе биде достигнат и тој просек. Има да се игра уште 19 минути. Мустафи. И да тоа Мустафи. Мустафи. 4:0. Мустафи и 4:0. Изворедно. 71 минута. Мустафи 4:0. Фудбалер кој го игра седмиот надпревар на македонскиот фудбалски клуб, го постигнува својот трет гол во првенството. Има постигнато 3. Во средината на теренот за него нема загубена топка. Тодоровски. Интервенираше Чолаковиќ. Тресински. Маснов. Абази. Бетири 5:0. Бетири хет-трик. Се случува тоа во 74-та. Бетири и 5:0. Трет гол на Бетири на финалниот надпревар. Надиграни и високо поразени. Тоа не го очекуваше и Ѓоре Јовановски, инаку тешко се победува крај неизмењен нереди.
Чолакович, Пресилски, sa koga ќе игра, така сам. И тој го постигне гол и постигнува. 6:0. Така сам и тој и уште еден предсетен удар завршува во мрежата на Груевски. 6:0, 9 минути пред крајот. 81 минута Пресилски 6:0. Но Пресилски го постигнува својот трет гол во натпреварите за македонскиот фудбалски клуб. Инако во историјата на македонскиот фудбал Bruno Пресилски за секојаш ќе остане забележен. Стрелец на првиот гол на нашето прво државно фудбалско првенство. И ќе остати крај на финалето, го прави тоа победа на Слога Игор Магнат во Прилеп против победа од 6:0. Изворедно играше екипата на Слога Игор Магнат. За оној вистински впечаток, за едно полно фудбалско срце, сепак треба две екипи. Победа овој пат играше по своите мощности и дозволи на подобрата екипа да се разигра и катастрофално пред своите навивачи на нејзиниот терен да порази со 6:0. А еве од објективната, од фудбалската прилепска публика, од любителите на фудбалот, кои покрај сагата си ја нанесе победа во фудбалските срце, остана добар е тој број, околу, би рекол, 3000 останаа до крајот и да ги поздрават фудбалерите на Слога Игор Магнат, зашто вистина видоа еден тим мотивиран, изворено подготвен. Горе Мајсторе допира и до нас, веројатно овие моменти се за незаборав на Република Македонија, на фудбалот и симпатизери на Слога Игор Магнат. Од рацете на председателот на државата, Борис Трајковски, печерот во рацете на незвичните медии. Еве го оној големиот и оној што ќе остане во витрините во канцеларијата на председател Рафет Муминовиќ, а овој пак преодниот што сепак има сили незвичните медии, 35-4 годишниот медии да го понесе, високо да го подигне, зашто на вистина денеска Слога Игор Магнат на најубав можен начин потврди дека времето на оваа екипа доправа до Азија. Минатата година првак играше во финалето, оваа година и првак и победник во купот, со желба од сите љубители на фудбалот, еве ги симпатизерите, популарните сверчери,